Денес сме во посета на Основното училиште Блаже Конески, да се видиме со колективов, да видиме како се спремни за работа и да видиме до каде е спремно училиштето со оние градежни зафати кои ги имаше во текот на летниот период, да биде исто така спремно на почетокот од учебната година, да и прими сите оние дечиња кои учат овдека во ова училиште. Секоја година имаме одредени реконструкции во училиштето, така и ова година, први и вториот спрат се постави кнау, се дотераа ходниците, ѕидовите на ходниците од самото училиште, со што хигиенски многу подобро ќе придонесе овој проект за похигиенско одржување на самото училиште и подобри услови за учење и работа. Останува уште третиот спрат да се дозаврши, а да кажам дека летниот период се работеше и на дворното место од подрачното училиште во Варош, на старата населба. Очекувам дека до почетокот на годината ќе биде уште асфалтиран дворот и наместен кошот на кошаркарското игралиште, со што и на некој начин ова училиште ќе се заокружи комплетно, бидејќи имаше одредени реконструкции внатре и однадвор на училиштето, а вака со средувањето на дворот ќе се заокружи овој проект. Ние континуирано во текот и на летниот период инвестиравме, да наречам, во сите образовни установи на територијата на општина Прилеп, со цел подобрување на квалитетот на образование. До сега имаме инвестирано преку 12 милиони евра во основните средни училишта и музичкото училиште и во градот и во населените места, и понатаму продолжуваме да инвестираме во соработка со вработените во училиштата, со децата, со нивните родители, се она што е потреба на училиштата за подобрување на квалитетот на образовната установа и образованието на истите, ние го правиме тоа во континуитет. Огромна благодарност до локалната самоуправа на општина Прилеп со градоначалникот господинот Маријан Ристевски, кои што ги утврдуваат пред се приоритетите на училиштата и континуирано вложуваат во имплементација на различни инфраструктурни зафати во училиштата. Благодарам пред се за посетата на градоначалникот на училиштето, за увид во градежните работи и поздравот на сите вработени во училиштето за иден успешен почеток на наредната учебна година. Благодарам за се што она досега е вложено во ова училиште, сработени се ѕидовите, значи во ходниците, сменети се вратите. Варош никако не е забораваме, значи исто така ќе се работи понатаму и втора фаза. Најголемиот иден проект кој што ќе следи повторно со поддршка од градоначалникот и локалната самоуправа ќе биде обновата на термоизолационата фасада во есенскиот период понатаму до конечна постапка во износ од 5 милиони денари. Пред се благодарам за се и да сите треба да знаат дека училиштата се во една прекрасна, добра инфраструктурна состојба за да ги пречекаме пред се учениците за успешен почеток и тек и завршеток на новата учебна 2017-2018 година.